Нищо не гледам. Миле сум јас иначе. Сакам само да ви кажам дека сум чипиран. Со се 5G комплет. Не дека станав попаметен, па можам да отворам пива со погледот. Инаку не знам дали знаете, пивото е многу здраво да се пие. Да. Многу е здраво, има хмел, има Б витамин, има и хмел. И пример, не знам, јас сетнав еден податок, дека во едно пиво има 2 пати поќе Б витамин, отколку во пола пиво. Да. Жена ми вели, ти требало да јадам овошје, да ги соберам и другите витамини. И што ако ги соберам албум, да не ми пушта пошто не разбира. Исто така алкохолот е многу полезен и ја убива короната. Така. Значи, ете да речеме, ако е така, значи ќе останеме само ние и русите. Значи разбравме дека алкохолот е добар како убиец, како лек, како еликсир и исто така и за дезинфекција. Озбилно. Ете, пример, научарите со алкохол се чистат. Кај мислиме на научарите? Жена ми, кај ми е ракичен, жена ми зема алкохол и тура вака на ова, крпчето и ги бриши на очарите. Неправилно употреба. Има жени што турат директно вака на ночари. Тие думрат. Јас ќе ви кажам сега како правилно се користи алкохолот во чистачко дезинфекциони цели и скратено ЧДСЛ. Така. И сега може да изчистите. Алкохол, ранив, думри. И ми вели, ко знаеш ти толку, додеќи да ги измиеш, да ги дезинфицираш пајнците. Нареков! Ќе ги дезинфицирам пајнците. Јас се плашам од жена ми. Јас се плашам само од раке и салата. Оти после тоа ништо не се плашам. Ali mnogo sakam ruska salata. Оти та руската кога ќе ја повратиш иста е. Па ако е ренда, има некоја ренда. Повраќањето, значи да ви кажам нешто на млади мои колеги пијаници. Значи, ве молам в кафана да не повраќате под нас. Оти и таму има луѓе. Ние... Бите по старите пијаници, таму се движиме, долу. Лази. Шо ге прави, пишко? Мора да се движи. А пример, жена ми да речиме, таја се плаши од овие бубачината, како се вика, бе, што плетат мрежа. Што плетат мрежа, бе. Пајак, и ти не си чипиран. И некни вришти дома, вика, шо е мори, некој мори, не салам, жено, шо се дериш? Абе, пајак има онде. И шо дека има пајак? Ти не знаеш колку е грд и страшен. Ами и ти не си некоја лемотица, па тој не се дери.
пичка ти матер, реков. Не се дери. И немам да я помня, мислам некако вика. Не можам да я помня. Изледов, излезам, звонам кај другар ми. Викам другар, спремај се, идам да те соберам, ќе ме слушниш кај што свирам, сегвај пред зграда. Вели, зашо кола ќе видиш? Каква кола, бе, будала со хармоника да ќе свирам. Викам, ме слушниш кај... Кој ми дава мене кола? Велат, ал како бил лош шофер. Па ем пешак ше ме го пичко материн. И одам, излегвам, реков да подкупам нешто, влегвам во тобакото, гледам. За сликање, комплет, сликарски. Комплет? 450 евра. Ева, ајде, се комплет. Гледам кило ракија 440. За 10 денари, јас уметник нема станам. Земам кило ракија, одам кај другарот, тегнам хармониката, сега овој први муавет брат вели, јас ќе станам муслиман. Пичка да и матер. Шот и 10 жени. Реков, ти знаеш реков дека ќе треба се откажеш од алкохол? Оци бе вели, ради религиозни причини, бе пичка ти матер. Ради здравствени. И оци викаш, врска со здравството. Како бе нема врска, море, будала? Ами ти кога си дојш пијан дома, 10 жени со сукалата ќе те чекат, будала. Ќе те прегрбат од мање. Јас зошто пијам? Да речеме, оти ми делува како анестезија. По снагата, и кога ќе сијам дома во мојата лудачата со пајаците мала, ама ништо не осеќам, нека мала. Нека му служи на чест. Ете, рекни, се враќам дома, 20 минути вратата не да отворам. Клучалка да мани, ваму мани, луѓето од затвор бегат, јас дома не да си влезам. И земам полека тивко, ова да не викам залата. И вадам едниот чевел. И сега годам чевларчето кај е. 16 чевларчина ми се гледат. И фрлам со сета си да реков едно чевларче ги погодам. Бам! Дидо! Вадам другата пат. 16 чевларчина лево десно. Орој га чевларчина. Фрлам! Пак во дидо. Бам! Ево комшијас. Набрата, дигна. Комшиве, абе дај не, вели 2 сата, не можеме да спиеме, шо ето си чевлите стално, него бабум. Можете да спиете, комши, јас ки ти кажем, 3. Ке броиш до 3. Јас така заспивам стално. Ке броиш до 3, 100%. Е сега некој што му паѓа 3,5, 4 без 15. Ама сигурно заспивам. И така се враќам, па пијан другиот ден, земам едниот чевел, па 16 чевларчина, бао, мало! И ми тикна. Кој ќе дојде па накавга, го вадам другиот чевел и полека го пуштам на ламинат. И пак ја го извони. Шо е, реков комши? Шо е работата? Еве му викам го фрлив, едниот другиот не го фрлив. Фрливо вика, него го чекаме, немојме да спиеме. Ајде, реков ќе И земам, мерам, фрлање, спалната отворена. Некоја маска носеше, некој таратур. Цел гјон остана на сурато. Реков сега. Марш ми вели да спиеш на тараса. Реков озбилно. Не, ти не можем озбилно да те сватам со стапалката на сега. Марш да спиеш на тараса. Реков, срамота е ова ми оправиш.
Дај ми му велам парем, али што да си не можам со овие ми се мене за в кафана. Овие само за полма за лазење ги користам. И ми даде пижами и ти него и ми текна едно време, трок. Шо е, ми вели, шо е, со тој таратуро. Шо е, реков, шо е, тури една ракија. Шо е? Дај му велам да се покријам нешто, дува од пелистеро. А ти дури во умо. И му викам една перница, не ке спијам на тие влечките од мајка ти скапани. Скапајци, та мајка ти скапана. И ми даде, и тама... Троп. Шо е, вели, шо е? Реков, жено, љубов моја. Реков, ако можи, знаеш, кога ќе се вратам пијан дома, дека не можеме да имаме секс. Оти кога ќе сум од долу, заспивам, ако ќе сум над тебе, ти повраќам в сурат. Реков, ако можеш да ми ја дај та црната четка за чевли, да пикнам 2 прсти, ја заспијам. Машка работа. А сега мора да одам од овој другаро што сака да стани мусли, ќе му правиме сунет. Па има ново за пиење и така. Фала ви многу, чувајте се, држете растојание. И џокајте. А да ми живејте. Чао.